Продолжуваме со нашите нови гости. Некако во досегашниот тек од отвореното студио го заокруживме политичкиот дел, па се осврнавме и на културните аспекти, а нашите сегашни гости се од делот на економијата. Имам чест да ги поздравам господинот Бранко Азевски, председател на Стопанската комора на Македонија. Добро дојдовте. Добро, најдов. Како и доктор Ванчо Узунов, универзитетски професор и економски експерт. Така барем важите во новинарските кругови и моите колеги ви се јавуваат кога треба да побараме мислење за економски прашања. Што ќе значи решавањето на повеќе деценискиот спор со нашиот јужен сосед за македонската економија? Македонската економија има многу напластени проблеми и секој поместување во позитивна насока отвара поголеми перспективи и мислам дека ова прашање долго време одземаше од активностите на државните институции, од активностите на бизнисот, внимание. Мислам дека со тоа не дека ќе се разрешат проблемите, него ќе се добие некаков амбиент што за нас е многу битен. Како да ви објаснам со прости зборови? Ако може премиерот на една држава да излезе и да каже дека во наредниот период ќе се подобрат односите со Грција, тоа е многу сериозен сигнал за економијата да се усмери на тој пазар. Значи, ние секогаш бараме во таа работа предвидливост. Ако нема предвидливост, тоа е првиот услов за имање бизнис и за зголемување на размената. Така да мислам дека сега ќе можеме да кажеме со релаксирање на односите што ќе настанат на Балканот со соседните земји, дека ќе имаме некаква предвидливост, а веројатно ќе се потпишат и многу значајните документи кои што досега заради ова прашање не беа потпишани, тоа се договорите за избегнување на двојното одабочување и за заштита на инвестициите, кои што со секоја држава представуваат темелен принцип на работењето и регулирањето на односите. Професоре, дали успеавте да го разгледате договорот? Забележливо е дека на многу места се става акцент на економијата и на билатералната соработка во повеќе полиња. Верувам, тоа не е случајно. Не е случајно. Најнапред, добар ден, еве поздрав и до вас и до гледачите. Тоа не е случајно, бидејќи суштината на секој таков договор е она што е за граните на крајот најбитното. Мислам, покрај идентитетските прашања и тие сите, меѓутоа животните прашања, економските прашања, животниот стандард и сите други проблеми од таков вид што ги мачат, и тоа е нормално овој дел од договорот. Меѓутоа, јас сепак сакам да го гледам малце пошироко. Тој договор, бидејќи он е, како што гледаме на сите страни, тоа е компромис. Никој не го прави затоа што сака, туку затоа што е идејата дека мора да стигне до компромис. Но јас слушам изјавата и на академик Фити, кој што е професор по економија, не дека сакам да се сега возам на неговата изјава, меѓутоа сосема согласувам дека Македонија надвор од Европската унија, од тој заеднички пазар, единствен пазар, нема шанси, добро, тоа е политички изјава. Има шанси, но се полоши од овие шанси што ги има како на тој европски пазар. И овој договор, де факто, ја отвара вратата, отвара можности што до сега на Македонија и биле ускратени заради едно прашање кое што било не економско, но ги оптоварувало сите други односи. И тоа е прашањето досега можеше да се слушне дека и досега сме имала коректна и добра соработка со Грција на планот на економијата. Денес, во 21 век, значи економската соработка не се сведува на извоз и уvoz или некакви инвестиции кои што ќе влезат во Македонија или ќе излезат од Македонија. Денес ние збориме за економска интеграција, меѓународна економска интеграција, создавање на единствен или заеднички пазар. Тоа е многу пошироко од само коректни односи со соседите. Тоа е многу пошироко. Тоа е единствен пазар во кој што Македонија припаѓа и економски треба тек да почне да Може ли пластично да објасниме пред граѓаните која би била македонската придобивка со еден ваков договор? Македонската придобивка би била што реков се отвара една можност.
Значи, ние немаме сега никаква гаранција. Меѓутоа, имаме шанса. Се отвора еден регионален, не за нас, но е битен, бидејќи ние сега ќе можеме оние бизниси кои што ќе станат конкурентни и оние граѓани кои што ќе можат да се снаоѓаат во конкурентно окружение, да можат да се развијат многу побрзо од тоа што можеле до сега. И тоа ќе влече целата економија напред. Што може Македонија во вакви услови, не интегрирана во тој единствен европски пазар, видовме до сега. Тој е тој модел што го пробуваме 20 и кусур години и тој не дава повеќе од ова што можеше до сега да имаме. Тој има своји граници. Бидејќи зборуваме за 21 век. Овој договор де факто не е само решавање во економска смисла, не е само решање на еден проблем со соседите. Билатерален спор, многу повеќе, да. Тоа е во политичка смисла и така натаму. Во економска смисла тоа е буквално почеток на постепениот процес на, јас се надам само и брз, на интегрирање на македонската економија во европската економија. Азерски повели? Јас имам тука да 3-4 прашања вака да ги фокусирам за македонскиот бизнис. Прашањето за името е апсурдно прашање. Да. Значи, ние ако го погледнеме од аспект на бизнис, тоа не постои реално. Грција е втор трговски партнер, трет инвеститор во Македонија и мислам дека таквата состојба чак и не направила штета. Втората работа која што сакам да ја потенцирам, која ќе станува збор за соработката со Грција е пристаништето во Солун. Која за македонската економија нема алтернатива. Вие знаете за сите проблеми, ние покушавме да анимираме и пристаништата во Бар, и во Драч, и во Бургас, нема алтернатива. 90% од нашиот извоз и увоз оди преку тоа пристаниште. Така да соработката со Грција само за тоа треба секогаш да се држи на највисоко ниво. Тоа прашање посебно е нотирано во договорот за Тоа е излазот посебно на нотирано, вие знаете дека Југославија имаше и 50 годишен договор за слободна зона таму. Тоа не е се случајно, има и политички, економски причини за тоа. Меѓутоа, денеска во услови на отварање на границите и влез во Европската Унија, таа граница треба да не постои и тоа пристаниште да стане практично пристаниште кое што ќе биде тотално отворено за нашата стока, ако ние уопште претендираме нешто. Значи, ние имаме проблем на ваков обем на размена со раст од 2-3%. Што би значило ако утре Македонија има раст од 7-8%, тоа би значило додатни инвестиции во инфраструктурата, додатни проблеми во испораката на стоките кои би настанале и така натаму. Третата работа, ќе ви кажам еден пример. Мојата кариера во комората започна 2005 година на состанок на Асоциацијата на балканските комори во Атина. Во април месец 2005 година. Ние однесовме некои проспекти, тука беа 11 председатели на комори од целиот балкански регион. Тука беа половината влада тогашна Грчка, а председателот на Унијата на грчките комори, Касиматис, на прашањето од новинарите зашо се делат пропагандни материјали каде што е од економска природа, каде што стои зборот Македонија, кажа тие ќе бидат тука, а вие можете да ја напуштите седницата. И беше определен, значи, онако ќе речам јас дека во овие 11-12 години имаме супер соработка со Унијата на грчките комори, со регионалните комори нивни, тоа значи дека тоа во тој момент беше поставено и никогаш уште еднаш такво прашање не се постави. Она што последно би го кажал, ова за мене од аспект на бизнисот треба да е под број 1 за можност да ние се отрезнеме и се ги запрегнеме собствените ракави. Значи, нити отварањето на таквите можности ќе биде искористено, она што рече професорот, тоа е можност, ако ние немаме конкурентни стоки. Значи, јас тука имам поинакво мислење од многу луѓе. Ако да речеме 70% од нашите стоки се извезуваат на западноевропскиот пазар, кој што е пребирлив, не можеме да речеме дека ние немаме квалитетни стоки. Ние со тоа докажуваме дека на тој пазар кој што е најпребирлив во целиот свет, практично се носиме со конкуренцијата. Тоа значи додатен мотив за нас да ги запрегнеме ракавите и да одиме во тој правец. Мислам дека ова е едно од последните шанси што ги добива Македонија на крилата на еден ентузијазам
да ги решава сопствените проблеми, да не бара причини во ова или во она за да не ги решава сопствените слабости, затоа што еден е заклучокот. Зашто ние, иако не влеговме заради овој проблем во Европската Унија, не ги имплементиравме во овие 20 години нивните стандарди. Ние ги знаевме тие кои се стандарди. Значи ќе ги имплементиравме и ќе бидевме спремни, или ќе речевме дека заради тоа и тоа не можеме да бидеме. Меѓутоа, ние сме многу назад во имплементацијата на стандардите. Затоа е ова последен момент да се ги запрегнеме ракавите, секој да земе делот од својата одговорност и да тргнеме напред во услови на една отворена економија, каде што единствено релевантно е цената и квалитетот на производот кој што ќе биде. А Македонија е мала земја и мал пазар, она мора да се носи со тие работи. Професоре, очекувате ли дека ова ќе биде и некакво охрабрување и за поголем влез на странски инвестиции во земјата? Да. Дефинитивно ќе биде, бидејќи оние прашања кои што сигурно ги поставуваат и сепак се уште ги поставуваат пред себе некои странски инвеститори, па каква е политичката судбина, па дали можеби нема да дојдом некој пресврт на друг план. Битно е да биде правна државата. Правна држава и сите тие работи сега за нив се веќе затворени. Се знае, ако ова свето пројде, Македонија е членка на НАТО и Македонија вози према правилата на игра востановени во држави членки на Европската Унија. И тоа прашање кој ќе го решите, тоаш бизнисмените отварат еден друг начин на размислување. Викат, а чекај како да бидам првиот сега таму. Не дека Македонија е голем пазар. Да. Значи, ретко дека некој ќе доаѓа да осваја Македонија инвеститор заради македонскиот пазар. Меѓутоа има други потенцијали што може да ги искористи во Македонија, па преку Македонија да може да го шири својот бизнис и пошироко. Така што во тој поглед, значи Македонија веќе нема што да каже дали е сигурно или не. Професоре, само да не биде потенцијалот ефтина работна сила. Тоа зависи од нас, не од договорот или од било кој. А тоа е оној процес на перманентно подобрување, унапредување. Да. Важи за секој граѓанин поотделно, но важи и за државата во целина и на оние што ја водат политиката да ги направат условите за секој може да се унапредува. Аз се постави едно клучно прашање и морам да го кажам тоа. Значи, ние ги добиваме као држава податоците на Заводот за статистика и касниме 3 месеци. Така, во принцип. Да. Јас можам да зборувам единствено во оваа држава за тоа што се случува во моментот. Односно тоа прашање за привлекување на странски инвестиции. Ние многу брзо можеме да бидеме сведоци на повик на Стопанската комора да се обустават повиците за странски инвеститори токму заради прашањето на работната сила. Ние се наоѓаме во критична фаза каде што не можеме да испорачаме работна снага за сегашниот број на странски инвеститори во Македонија. Тоа е значи она што го реков претходно, повик да прашањето на дуалното образование, прашањето на врската меѓу образованието и стопанството, значи мора да се постави како алармантно затоа што 90% образованието треба да го следи. Затоа што 90% од бизнисмените кои доаѓаат во Стопанската комора зборуваат како најсериозен проблем во моментов за тоа, а не за ликвидноста. Затоа што имаме одлив на образован кадар. Имаме и одлив, али имаме и неквалификуван кадар кој што не сака да се преквалификува, а имаме институции за тоа во државата и се вложуваат средства. Така да тоа е многу сериозно прашање. Едно практично прашање за двајцата. Кажете ми, дали очекувате дека договорот може да предизвика никакви бирократски бариери со оглед на потребата да се прават промени во некои документи? Она што го имам... И тоа да предизвика дополнителни трошоци, да речеме, за бизнисмените. Она што го јас имам видено првично, нормално ние не сме го разработиле тоа, ќе разработиме, ќе ги видиме импликациите, ќе се работи за сложен процес. Така имам чувство, затоа што треба да поминат низа периоди, институции и така натаму. Да, и не е случајно рамката и 5 години. И затоа реков јас дека ние треба да го исклучиме тоа од причината за нашата неактивност или неагилност во решавање на тренот постојните прашања, него треба тука да дадеме динамика и тоа да го решаваме. Така да мислам дека во последно време и гласовите што стигнуваат од актуелната влада за состојбата во администрацијата се исто така за мене алармантни, затоа што ние ги знаеме
долг период назад, а сега и самата влада ги признава, така да тој капацитет моментален и вака сложена структура може да влијае на таа работа, се согласувам. Професор Узунов? Ја мислам дека таквите проблеми административни или било какви тоа се неизбежни работи во денешно време, меѓутоа тие се неспоредливо помали од штетите кои што би биле за Македонија, кога Македонија не би го почнала овој пат. И затоа мене ми е секогаш многу интересно прашањето кај сите оние кои што мислат дека ова треба да се отфрли. А многу е лесно да кажеш, ја тоа не го прифаќам. Да, клучното е прашање има ли алтернатива друга? Која е алтернативата? Да. И да ги споредиме алтернативите. Така е. Ако само ја значи можам цел живот да викам на било кого не. И емотивно да ја гледам работата пред себе во живот и да викам не. Добро, не. Да. И што правиме понатаму? Не, сонцето нема да престане да грее во Македонија, ама нема ни да почне да не грее. Оно само ќе не се осветлува. Ке свети. Ке свети без да имаме напредок. Видовме до сега да можеше Македонија повеќе не интегрирана и не да. Дел од овој свет. И повеќе и поинаку да можеше. И да можеше поинаку, па ние ова прашање немаше да го гледаме уопште. Така. Апсолутно немаше да ни интересира. Ќе си идевме по тој пат. Затоа буквално како што збориме тега договорот е компромис. Сега гледате го или сите да го гледаме пошироко. Еве ќе речам не. И после тоа што? И после тоа што? Па на крајот на криштата ние ќе треба да ги правиме истите реформи кои што ги правиме и вака. Барем сега ќе имаме поддршка, ако мислам почнат тие преговори за членство во Европската унија, ќе имаме јасен патокас. И поддршка, но и поголема контрола. И тоа ми беше завршен збор. Ние да си признаеме една работа. Работиме под притисок. Сами ете некако сакаме, па кампањци сме како полесно да кога имаме притисок и тогаш работиме и тогаш остваруваме. И затоа е многу добро. Затоа беше битно малце да направиме една аналогија. Знаете, она игра не љути се човече и се не ти паѓа дупла шеска да почнеш да играш. Кој ќе почнеш ќе земеш, ќе те бутнати, ќе бутнеш некого, некој ќе стигне прв, некој втор, ама барем си во играта. Така е. А вака они играте, ти седиш надвор и чекаш да фрлиш дупла шеска. И кога си во играта можеш и во куќичката да внесеш. Па едно во куќичка, па друг, ама барем играш. Так. А вака седиш од страна они играат, ти се нервираш, дека не ти паѓа дупла шеска. Да. И еве ја дуплата шеска. Да. Кај нас е едноставно затоа што кај бизнисот бројките играат, бројките јасно покажуваат 70% извоз во Европската унија, 49% само во Германија. Да, Германија е нашиот Така да ние мислам, ако следиме логиката на бизнисот, ако политиката следи логиката на бизнисот, ќе е многу едноставно тие прашања да се разрешат. Али тоа значи и додатна одговорност за нас за екипирање, усмерување према Европската унија, посебно према Германија, затоа што таков степен на соработка е огромна одговорност за сите, посебно со една од најзначајните светски сили на економски план Германија. И таму мислам дека треба да се направи тотално друга перцепција од наша страна према таа земја и со дипломатските представништва и со економски представништва и со една подруга и поозбилна слика и димензија во тој правец него во моментов што имам. Така да ова е некако отварање на многу крупни прашања кои што треба да ни се десат. Може само едно мало допълнение. Потpuno согласно со све. Но јас сакам да гледам еден друг аспект. На малите и средните предпријатија во Македонија. Они добиваат многу поголема шанса сега во регионален пазар. Меѓу останатото и Грција. Претходно беше добри односите подобрени со Бугарија и овој ЕУ пристап, односно приклучување кон ЕУ сега го отвара и регионалниот пазар на Западен Балкан 6 ги викаат сите земји од тие 6 земји од Западен Балкан. Тоа е многу добро и за малите предпријатија и средните предпријатија во Македонија за извозни можности. Зашто ние имаме многу голем дел од надворешната трговска размена со Германија и што е многу интересно, што е дури апсурдно, ние имаме суфицит со Германија. И ако тоа ја гледате површно... Со Германија и со Косово. И со Косово. И сега гледате, тоа е апсурд. Мислам, јас сум го објаснил на странци и викат како тоа вие имате, вика, суфицит со Германија, па која сте вие земја? Некоја ултра Швајцарија? Не. Тоа е суштината е што ние во Германија имаме
суфицит, бидејќи имаме извоз на домашни лон преработки и инвестиции германски влезени во Македонија, но извозот се состои од ефтина работна сила. А не увезуваме доволно технологија колку што увезуваат поразвиените држави. И затоа ние немаме премногу голем увоз на скапа технолошка компонента од Германија. Кога ние ќе можеме да имаме помал суфицит со Германија, а поголем суфицит со држави како што е, или помал дефицит, додека се да има време, со Грција, со Бугарија и со такви, тогаш конкурентно се растеме. Иначе сликата е крајно со Германија и со Косово, мислам, која е таа економија? Очигледно има некои тука баш прашања на конкурентна способност и продуктивност. И тие мора да почнат да се менуваат, но малите предпријатија да почнат да менуваат. Покрај големите тие се база, но и малите предпријатија. А тоа е овој регионален контекст. И тоа многу отвара прашања. Мора вака да го... Да, Елена има да ни пренесе нови информации. Интересен е моментот дека грчката новинска агенција АНМП излегува со текст на кој што насловот е Алексис Ципрас прв грчки премиер што ја посети Македонија. Алексис Ципрас е првиот грчки премиер што ја посети ПРМ, поточно стои во текстот, објави грчката новинска агенција АНМП. Наводите на агенцијата се поместени во текстот посветен на церемонијата секако што следи по подпишувањето на договорот од македонска и од грчка страна. Пренесуваа дека преку водите на Преспанското езеро двајцата премиери стигнале во Отешево, каде што имале заеднички ручек. Јас во продолжение ќе ги споделам и оние најнови вести кои што успеав да ги добијам во моментов. Комуцакос повторно соостри критики до Каменос за подпишаниот договор. Остри критики до коалицискиот партнер во грчката влада Панос Каменос упати одговорниот за надворешна политика во Нова демократија Јоргос Комуцакос, секако во врска со подпишаниот договор. Во Преспа се подпиша политичкиот крај на политичарот што даде се, ама баш се за фотелјата. Од денес Панос Каменос и независни грци имаат само минато, инаку сегашност и никаква иднина, напиша Комуцакос на Твитер, ова го јавуваат грчките медиуми. Реакција пристигна и од Бојко Борисов, бугарскиот премиер, кој што ги поздрави премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас, како и министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција за договорот подпишан меѓу двете земји. Ги поздравувам премиерите Алексис Ципрас и Зоран Заев, како и нивните министри за надворешни работи за важниот и храбар чекор, кој заедно го најавија денеска и го подпиша, вели Борисов на Фејсбук. Договорот за спорот за името го отвора патот на Република Македонија кон Европската унија и кон НАТО. Бугарија секогаш го поддржувала нашиот сосед по овој пат. Најважно сега е граѓаните на сите земји на Балканот да сватат дека овој договор не води кон територијални претензии или идни проблеми. Напротив, ќе ни помогне да живееме заедно подобро. Повторувам, ова е Facebook статус напишан од Бојко Борисов на неговиот Facebook профил. Претходно зборувавме и за тоа дека и Таки Фити всушност имаше коментар за договорот. Има и нов твит на профилот на Твитер на македонскиот премиер Зоран Заев, кој што вели присуството на високата представничка Федерика Могерини и на комесарот за проширување на Европската унија Јоханес Хан, како и медијаторот Метју Нимиц на нашиот заеднички свечен историски чин ни потврдува дека тие остануваат покрај нас во сите наши идни заеднички предизвици. Ова е Твитер статусот на македонскиот премиер Зоран Заев, кој што почнува со реченицата во правец кон Европа и секако е споделена фотографија на која што се гледаат Могерини, Хан, Ципрас и всушност премиерот Зоран Заев. Во овие моменти нашите екипи секако се уште се во преспа на грчка страна. Очекуваме во секој момент да добиеме и нови инсерти од тоа што се случувало за тој инцидент за кој што јас пред малку зборував. Станува збор за поголема група луѓе која што организирано со 80 на автобуси пристигнала во близина на Псарадес и се обидела да го спречи подпишувањето на договорот. Ќе ги погледнеме инсертите за некој момент. Во меѓувреме јас ќе прочитам и што пишуваат српските медиуми. Всушност, претежно насловите се следните: за историја подпишан договор. Овој наслов завршува со извичник на крајот. Друг наслов во српските медиуми вели Република Северна Македонија се извинувам, историски договор меѓу Атина и Скопје. Трет наслов вели историски момент, Грција и Македонија подпишаат договор за името. Подпис на грчка, здравица на македонска страна, повторно еден од насловите во електронските изданија на српските медиуми јавуваат дека сите јавуваат за тоа што се случувало поточно околу подпишувањето на договорот. Во овие моменти ги имаме и оние инсерти кои што ги најавивме. Станува збор за најнов видеоматеријал од грчката страна на Мала Преспа.
Да, ова се демонстрантите кои што се насобрале и како што јавуваат грчките медиуми, се обиделе да го спречат подпишувањето на договорот, додека македонската и грчката делегација го подпишуваа договорот. Групата демонстранти во рамките на она што беше најавено, односно најавениот протест за, како што велат, одбрана на грчкиот карактер на Македонија, се обиделе да го поминат полицискиот кордон и да стигнат до селото Псарадес, каде што се одржуваше церемонијата. Ке повторам она што го споменавме неколку пати, дека всушност се пишуваше за Псарадес дека е местото со најголема безбедност денеска во светот. Тоа го пишуваа дел од странските медиуми, меѓутоа сепак е имало инцидент кој што не бил спречан навреме. На собраните граѓани ја нападнале полицијата со дрва и со предмети и со метални шипки. Полицијата одговорила со употреба на созавец. Македонија е Грчка, овде завршува Северна Македонија, се дел од транспарентите кои што ги држале демонстрантите. На нив тие носеле и грчки знамења, меѓутоа носеле и црни знамења во рацете, кои протестирале против договорот. И секако грчките медиуми, повторувам, пишуваа дека 80 на автобуси со граѓани од Солун и градови од Северна Грција пристигнале на протест во близина на Преспа. Околината на местото беше под силно полициско обезбедување, а веќе делегациите и на Македонија и на Грција, меѓународната заедница се во Отешево на македонска страна, каде што се очекува и билатерална средба меѓу Зоран Заев и Алексис Ципрас. Колегите од режијата веќе ми јавуваат дека имаме и нови инсерти од пристигнувањето. Ова е така наречено family фото, односно групната фотографија од целокупната делегација. Ги гледаме премиерите на двете земји, Зоран Заев и Алексис Ципрас, и секако врвот на меѓународната заедница, Хан, Федерика Могерини, кои што се во друштво на македонската и грчката делегација. Повторувам, ова е веднаш по пристигнувањето, по подпишувањето на договорот на грчка страна и веднаш по пристигнувањето на македонска страна, каде што следува Нели Ручек, и потоа се очекува и средбата меѓу Зоран Заев и Алексис Ципрас. И уште еднаш повторувам дека медиумите веќе пишуваат дека Ципрас е првиот грчки премиер кој што ја посетил поранешна или сега веќе ПРМ, односно Република Македонија. Благодарам, Милена. Милена. Не е точна информација. Информацијата за 1999 јас лично го имам во Александар Палас пречекано Коста Семитис. Така, меѓутоа ова е она што денеска го пренесуваат медиумите, нели? Да, благодариме за интервенцијата. Јас ви благодарам за денешното учество во отвореното студио. Да, ви благодарам јас за вашето учество во специјалното издание на Еден ТВ под подпишувањето. Сигурно уште долго ќе го анализираме договорот од сите негови аспекти. Имаме прилики да го анализираме, што вели господинот Азевски, и бројките да ги видиме, да го видиме фидбекот од сето ова што денеска е подпишано. Ние би сакале да се оствари тоа и следниот пат кога ќе дојдеме да видиме нова инвестиција овде и резултат. А и пошто јас прв пат доаѓам, ево да ви посакам успех на новата телевизија, пошто не бев на отварањето, и да имаме добра соработка. Благодариме. Секако. И ви ветуваме дека ќе имаме. Добре, честитки. Прв пат на оваа телевизија, уште многу пати.